го заучуваме оваа книга, Друм за Македонија од Тихомир Стојановски, издадена од едицијата Лицеум при Културен центар Скрби утеха, Скопје, Македонија, 1997-та. Се слушнале за Македонија или... Те сакам Господи Исусе Христе, која зборува за некои наши работи, значи пред 30 години, некои теми во македонските битки и искушенија, со постмакедонските идентитети, сите соседи околу нас со македонскиот полуостров, опфаќа некои теми кои до ден денеска не се извлечени поуки, за жал, доаѓа до тоа дека станувам гласот на оној што вика во пустината. За македонското рало, орање, 93-та страна. Кумот еднашка му рекол на ралото, кумот, се уште не е време. Ах, тоа време што работи за и против македонците. Ралото служи за орање, нели? Земјата треба да се ора за да роди, да донесе плод. Кумот пак му рече на ралото дека не е време. Секогаш не е време, нели? За вас Исус вели времето секогаш е годно. Можеби на кумот му е дојдено времето. Коба си појде. Браварот такуѓере и некои други си појдоа или се за на тој пат. Тешко е орањето на македонската земја. Времето е кусо, му рече новинарот на председателот на Светскиот македонски конгрес. Председателот му одговори метафорично за мрдањето и за живиот песок. Имаше една емисија на телевизија, поводот беше македонското обединување. Светскиот македонски конгрес. Ралото зборуваше за аполитичност, за тоа дека ја поддржува секоја власт. Видете? Не можете да му служите на Бога и на Мамона, вели Господ Исус Христос. Не раздаваше на македонци во диаспората и македонци во земјата. Внатре и надвор. Нели човекот е од земја и во земја ќе се врати. Светото писмо, живи и мртви, во земјата, односно над земјата, а не во неа. Македонците. По конгресот имаше земјотресение. Тоа земјотресот и громовникот Зевс беше весел. За обединувањето. Земјотресецот. Тодор Петров зборуваше и околу обединувањето. Повеќе македонци живеат вон, а помалку во Македонија. Зборуваше председателот на Светскиот македонски конгрес. Зборот беше за правото на мисла, за човековото право. Македонија е земја на целиот македонски народ, рече. Зборуваше за културното, духовно и економско обединување. За експериментот со името на државата, за тоа дека македонците во Грција сегашна се или не се граѓани на Македонија. Ние моравме потоа еден подпише, еден кукурајко, дека не сме еден народ. За 800 организации на македонците во 50 држави во светот кои членуваат во Конгресот. Ралото пак рече дека обединувањето е сметка без кафеџија. Но кој ја дава сметката? Кој го вари кафето? Кој шмрка во филџанот? Кој служи? Кој? Исус Христос служи. Зошто не побарате сила од него, македонци мои? Го отворив прозорецот од мојата соба, го разлистав македонскиот речник, зборот ралица, рачка на рало, зборот ралник, остар железен дел на ралото, плук што ја сече и врти земјата при орање. Второто име за ралникот е лемеш. Третиот збор кој ме тревожи е рало, дрвено земјоделско орудие за орање. Македонија не е нива, тие сакаат да ви ја изораат душата, да ве направат нешто друго, да посеат друго семе. Што мислите, македонци мои, што површина може да се изора со еден ден, за еден ден со едно рало волови? Не се работи за 5 рала земја, за едно рало чевли, за 2 рала сватови, за звездио со звездието на Орион. Сето тоа е содржано во зборот рало. Кој го држи македонското рало? Кој е орачот? Оралиште пак е место каде што се игра оро. Ораница е земја што се ора и се така за орачките работи.
Дајте ми 1.000.000 франци и Македонија ќе ја направам Франција, рече еднаш еден француски конзул. Нацијата не се продава, македонци мои. Еднаш каселанецот горди, нацијата не се продава. Еднаш каселанецот горди си ораше, македонци мои, така во нивата. Тука некаде во Фригија. Нему при орањето му слетал еден орел на јаремот од неговата кола. Потоа го избрале за цар. Колата му станала завештание во Зевсовиот храм во Гордион, врзана за дреново лико. Се работи за гордост, орачи мои, за достоинство. Оној кој ќе го одврзел јазолот му било судено да владее со сиот свет. Епа, тоа му појде од рака на еден македонец, се викаше Александар. Едни велат го пресекол со мечот Гордиевиот јазол. Други дека само умно го извлекол клинот од рудата со кој ременот бил прицврстен на јаремот. На некои луѓе едноставно им е дадено правото од Таткото Небесен да бидат без јарем. Тој сонуваше да го обедини светот, македонецот Александар. Ние денес сонуваме да ги помириме, да ги обединиме македонците. Ете ме во градскиот трговски центар недалеку од кафулето Александар плац, во кој се наоѓа мала биста на оној кој го одврза јазолот. Двајца македонци сретна еден човек кој во весниците е доста активен, докажувајќи дека сме нешто трето, ние македонците, а не македонци. Човекот мавна со раката, промрморе краток поздрав и избега како од чума. Чума од македонец, врескаше демостен за таткото на оној кој го одврза јазолот. Филип е тој кој ги столчи атинците и останатите градчиња државички кај Херонеја, Черонеја. Беше тоа на Илинден август 338-та од македонската ера. Првиот, вториот, третиот Илинден, четвртиот раскинување на рамковниот, преспанскиот и сите други сатански договори. Човекот здувна низ трговскиот центар. Темата беше обединувањето. Кумот рече дека се уште не е време. Се работеше за македонското орање. Времето е кратко, му рече новинарот на председателот на Светскиот македонски конгрес. Дали председателот на матицата на иселеници е кинез или македонец? Беше речено, 16-кракото сонце е се македонски символ, рече Тодор Петров. Даде залог во македонската вера, се заложи себе си. Македонството не умира со Тодор Петров или со Киро Глигоров, рече председателот на сите македонци. Но кој е тој? Што мислите, македонци мои? Проблемот на орањето е во тоа што некој мора да го носи јаремот врз себе. Оглав, колкава површина може да се изора за еден ден со едно рало волови. Не се работи за 5 рала земја, за 1 рало чевли, за 2 рала сватови, за звездиот со звездието на Орион. Нацијата не се продава. Во чие име и за кое име зборува македонското рало? Мили мои, македонци дојдоа разни типови, посебно белосветските европејци од блудницата Вавилонска, да ви кажуваат, да ве понижуваат. Па кажете им, бегај од Македонија, сатано, отстапи од Македонија, сатано, во името Исусово. И озвучуваме оваа книга, 96-та страна, за гласноста на македонските глоси. Александринец, доколку се сака да се толкува зборот, а не човекот, е 12 стихје, вид стихувана форма, односно стапка, на која е напишан роман за македонецот Александар во 12 век во Франција. Не можат без македонците да ја напишат историјата на Европа, класичен стих на французите. Доколку пак се сака да се толкува човекот, александринци ќе бидат 70 научници толкувачи од градот Александрија. Тој древен град го основал еден македонец во 331 година од македонската ера и го крстил, го именувал по себе. Александрија, Александар е пристаниште во Долен Египет. Александриските филозофи сигурно не ја запалиле Александриската библиотека. Александринецот по 6 стих запазува цезура, за починка од немакедонската логика. Тоа е една мала стапка, полустапка.
каде што се зема воздух, се пресекува. Александринство пак е научно ситничарење, сува ученост без никаква врска со реалниот живот. Немојте да бидете александринство. Денеска можете да прочитате во 500 дека тој збор го употребуваат одредени кругови за македонци кои ја докажуваат или пишуваат македонската историска приказна, без некој да ги држи врзани за нешто, без цезура, со херојскиот дактил, например, како кај Хомера. Кај него имаме 11 стихје и 12 стихје во зависност условеност дали завршува со трохеј. Сите овие метрички стапки ние ги играме во македонските ора. Така и францускиот александринец е поврзан, односно настанат со македонскиот, ако се исфрлат цензурите. Оние кои на македонците имаат нужда да им даваат други имиња, работат за цензурата, за починка од немакедонската логика. Зборот глоса има значење на темен, нејасен збор кој треба да се толкува, или прокудна или злобна приметба, од кој се изведени цела низа зборови како глоситис, запалување на јазикот, или глосолог, зналец на јазикот, или глосоманија, страст за туги странски јазици, или глотис кој значи гласница. Од зборот глоса, односно од македонскиот збор глас, се изведени 26 зборови во македонскиот речник. Имајте на ум дека со македонскиот речник, како што е сега, не се внесени сите зборови. Не се внесени зборовите од македонците од Пиринско, од Егеско, од Албанско и од други делови. Колку што можеше, но сепак основата се гледа. Слава ти, Господи Исусе Христе. Од зборот глас до зборот гласче, растојание од зборот глоса до зборот глас е македонската приказна за историското национално помирување. Читам така од време на време за некакви си дервиши на македонизмот, за гласноста и гласчето дека вештачки создаденото е поарно од природното. Например, постмакедонските идентитети на македонскиот полуостров, нашите соседи од сите 4 страни на Македонија. Пазете, за се македонскиот символ од кутлеш под кој никој не се борел. Во посткомунистичка верзија на историја на Бугарија, 5 историчари се залагаат да се исфрли од бугарската историја кованицата старо болгари со образложение дека тоа е дело на комунизмот и да си останат само болгарци. Се избугари работата. Се измеша. Зборот е збирштина во нивниот етимолошки речник, турано-татарски збор. Убава логика, старо бугари. Тогаш и ние македонците ќе треба да го сториме истото, да ги исфрлиме додавките старо и древно и младо и да се разбереме со она македонци. Единствена додавка е ар македонци. Оние кои го чекаат второто Христово пришествие пред последната битка со сатаната, кој сака да ја избрише Македонија. И така си читам од време на време во списанијата и весниците за македонската помиреност. Се помирил со фактите со кои бил скаран. Се помирил со судбината да биде еден обичен, асли, вистински македонец. Македонците се бореле под многу знамиња и туги и своји. Често се случувало потоа оние со кои се бореле дружно да им се свртат, ним и да ги помируваат, да ги смират. Но македонци мои, ова знаме од македонската ера на Филип и Александар ја има обединувачката топлина на македонската, слава ти Господи Исусе Христе, кутлешница. А Велес и Перун нема да ни се налутат, па тие по логиката на македонскиот разум не се ништо друго, туку нивни потомци, на Орфеј, внукот на Македон и правникот на Дзеус, и сонцето. Ајде да дзирнеме во македонскиот речник за само уште еден збор. Македонците едно време сечеле монети или ковале. Сребрените монети ги кажувале оболи, односно во еднина обол. Му давам глас на македонскиот речник. Облина, убав збор, например за убава жена. Значење за округленост и валчест дел од некој предмет. Облина на телото. Низата на зборовите со основата обли почнува од зборот облива, облева и завршува со зборот обложување. Или замислете си го зборот облее, ако тргнеме од основата обл. Ме облеа студена
пот, на пример, или зборот облага со значење на фајде, корист и добит. Вкусно, вкупно 80 вкусни зборови, вкупно 82 збора, и сега за сега има во нашиот речник со таа основа, кога му дава да го изеде словото на Јован Богослов, први не благо, а потоа е горчливо. Знаете, вистината треба да се каже. И потоа читам за македонското помирување во глосата, во гласот, во гласноговорниците, дека ете тие помирувачите ќе ни кажат што сме и кои сме ние македонците. Они нас ќе ни кажат, другите, ние не знаеме. Се работи, Петре Башев рече, ти не знаеш кои си, ти мене ќе ми кажеш кои сум. Се работи за александринство, но од другата страна на македонската логика. Александрија е основа еден македонец 331 од македонската голема ера. Александринец е 12 стихие кое на еден свој начин потекнува од Хомера, од древна Македонија. Александриската библиотека ја запали едни луѓе, изгореа историите. Дел од книгите ги однесува во Рим. Се стори, но македонци мои, и јазикот не гори. Доволно е да се патува на страниците на македонскиот речник, кој ги нема сите зборови. И има многу знаци покрај патот. А гласноговорниците или гласоговорниците ќе мораат да се вратат во учебниците по историја од минатиот век, од каде што се паднати и сврлени, дојдени. Немаме причина да се плашиме од Кутлеш, Херонеја, Херојската, или пак водениот воден кој го има дури на скритоста на еден остров кој се кажува Крит, Скрит. Македонецот не е билка па да се калеми како што некои глоси би сакале да ни прикажат. За појадок ноќно патување. За ручек мал појадок. За вечера Хомер, рече еднашка македонскиот цар. Сакав само да му дадам прилог на македонското смирување. Македонци мои, ја озвучуваме оваа книга, 99-та страна, пишувана пред 30 години, гледате, доста актуелна. Текстовите што се слезени под духот не застаруваат. Цената на македонскиот зид, под духот свети на мојот татко небесен и Господ Исус Христос. И си го вклучив јас телевизорчето во мојата соба. На екранот се појави еден човек, зборуваше, но син ми посака да гледа цртан филм. И така морав да го гледам и слушам човекот од кај соседите. Светот останува на помладите, нели? Или на постарите. Светот останува на помладите. Оваа држава ни сите овие бури помина и преживеа, рече тој. Го препозна председателот на поранешната, зборуваше за својот пат. Нема прав пат, има милион погрешни, напиша Питер Брук во својата книга Празен простор. Немојте да бидеме празен простор. Точка во менување, втората книга на Питер Брук, поранешнава. Некому ќе му дадат награда за мирот. Може би е тоа само уште една тула во македонскиот зид. Берлинскиот е паднат не така одамна. Додека чекам виза за Шведска, размислувам кое дно на Европа сме ние, пасошите ни отпатуваа во Белиот град, службеникот од шведската амбасада се разболел, дали ќе оздрави да ни удри од печатот? Во пасошот има две птици, словенски символ најден на Косово. Знаете, на пасошот кој ќе окренете, кои сме ние? Дигнете го пасошот спроти сонце и видете ги птиците. Се зборува дека нив ги внел еден поранешен министер за култура. Птиците, и тоа е дел од патот, нели? Но не е пород македонец тој министер. Не можеш ти на македонците им даваш символи. Зборуваше председателот на една поранешна земја за правиот пат. Него го предложија за награда за мирот. Островот Кипар, не сенатот на универзитетот. Кипар, убав збор, личен. Кипра, убава девојка, убавица. Кипрење, китење. Се кипри, се кити. Извадок од речникот. Вела дека предлогот го дала една жена. Некому ќе му прекипи. Две косовски птици слетале во македонскиот пасош, летнале од зад Кавказ, Чавказ, свратиле до Косово и ете ги во оазата на мирот. Падна првата жртва за Македонија, извика еднашка оној кого го предложија двајца луѓе за мирот. Погина еден македонец војник на ЈНА во Словенија. Македонец во туѓа униформа, гине во туѓа земја за Македонија. Браво, бе, јунаци, браво. И се зборува тој за правиот пат. Еден друг човек рече дека нема прав пат.
има само милион погрешни. Не и се. Се сеќавате ли дека председателот не го изгласаа од прв пат? На почетокот на патот, некој го донесе од Белиот град, се сети на него. Беше едно време рамо до рамо со браварот. Може би тогаш не можеше нисто да стори за македонците. Може би. Кој знае, од втора мајка помина во собранието гласаа и ВМРО овците. Тие гласаа понатаму и други работи. Море деца, за да не одат во затвор, ја предадоа државата за 30 евреници. Нема враќање назад, потоа беше она со изборите. Математичка прогресија. Ви ја раскажувам приказната за патот. Радој Домановиќ, водач, прочитајте ја. Приказната, ете затоа ја сакам уметноста, да се патува низ себе. Кога слеп води слепи, обата ќе паднат во јама. Тоа е Радој Домановиќ, но тоа е извлечено од Светото писмо на Господ Исус Христос. Нема ништо лошо да те предложат за мирот. Не сенат од една жена, Кипра, збор во македонскиот речник, не универзитетот каде што се произведуваат јаболка и граф. И денеска од тој универзитет излегуваат толку фалсификати, 200-300, излезе тој инспекторот, му се закануваа политичари, замислете, со фалш дипломи. Што очекувате од тие луѓе? Македонија е заробена меѓу партизмот и племенизмот. Зборувам за предлогот. Уште една тула во македонскиот зид. Рекоа поранешна Југословенска република Македонија во нациите кои се обединуваат. Понекогаш само. Некој се сложил така да речат или им рекол да не наречат. Излезе еден човек. Предложениот, оној кој едно време се држеше за браварот, имаше можност да каже за нас, се спушти до Самоила. Толку. Немаше сила, смелост за Александар и Филип, за теменидовци, за темето, за темелот. Или не сакаше, или не знаеше, или се плашеше. Цената на мирот. Останавме без име, поранешни. Го остриживме сонцето, знамето е парче ткаенина, нели? Капиталот премина во рацете на една каста која влада, завлада. Се множат безработниците, народот се рути по светот за корка леп. Одиме по жица над македонскиот амбис, се претвораме во граѓаноиди, дрога и проституција, криминал, увоз на арнаути од Косово. Кој го потпиша тоа? Колку пари зеде? Зошто? Кои можеби ги донесуваат штрковите од македонскиот пасош? Делби, безпрекорност, безперспективност треба. Дел од неговиот пат од каде што враќање нема, водач. Уште една тула во македонскиот зид, во името на мирот. Зборови, Хамлет. Ако службеникот од амбасадата оздрави, ќе отидам со скрби и утеха во Шведска. Ете затоа ја сакам тенката линија на духовноста. Сретнав еден македонски актер во центарот на градот кој 4 години работи во Германија. Претходно беше на плата во Маната. Што има ново во мојот најомилен театар? Тече се рее неговиот монолог. Се извинувам, немам време. Го прашав кај е Македонија. Во Грција ми рече. Смешно е се. Дали да се допишувам со Министерството за тортура? Живееме кога тие глумат државиче, бојадусуваат графити, прават потемкинови села, заминувам додека не ми се стемни. Подобро американски измет отколку руска торта, го слушам молчејки. Еден беше со него, а сега е со нас. Ова поранешна Југословенска република Македонија е носталгија по стари времења, по браварот. Кому ли му текна тоа име? Кој му дозволи? Кој ти дозволи да го менуваш името на Македонија? Македонците на референдум рекоа уште денеска. Не, се најде уште еден Мамонов слуга. Актеровиот монолог се уште трае во молкот. Успеав некако да дојдам до збор. Го прашав дали го гледаше Джордж Орвел на телевизија. Се насмевна и си замина. Нема вистински пат, само илјадници лажни, рече еден од театарот. На телевизорот зборуваше председателот на поранешнава. Во соседството на Шведска ќе пресечат во името на Нобела. Велат дека браварот ја одбил наградата. Уште една тула во зидот.
Син ми се уште гледаше цртани филмови кога се вратив дома. Може би неговата генерација ќе се опита, ќе се запраша. Дали можевме уште нешто да сториме за оваа земја? Дали можевме, дали сторивме се? Мислам на Македонија. Не на поранешнава. Или ќе се претвориме во граѓанчиња кои чекаат виза да избегаат далеку, многу далеку од Македонија, која повеќе или помалку ја нема, или сакаат да ја снема. На крајот рече рогови во вреќа и му ја пуштија зурлата. Кратко пропиште таа. Потоа продолжи програмата. Прав пат, широк пат што води во пропаст и мнозина минуваат низ нив, тесни се вратите и тесен е патот што води кон животот. И малкумина го наоѓаат. Патот е Исусов, Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски. Се плашам, македонци мои, дека тие воопшто немаат никаков пат. Кои? Па слепите водачи што потпишаа се ова, Рамковен, Пржински, Преспански, не знам што, болгарски. Кажете ми барем една земја која би се понижила, изгнасила, посрамила да го менува своето име и знаме. Кажете ми барем една земја. За тоа ли е наградата за мирот? Цената на мирот? Уште една тула во македонскиот зид. Дали плаќате редовно предплата? Во представата Олесни разреши прости, завршуваше со тој гиго монологот и вели дали уплатете за игрите на среќа, дали пратите редовно предплата, вршиме директен пренос на Третата светска војна, ве молиме да ги уплатите на лотарија за игрите на среќа. Знаете, така завршуваше таа приказна. Не мораш македонецот да бидеш понижен ова, не мораш да примаш пари, не мора да крадат политичарите. Може би некој да се жртвува за Македонија, да повика кон Исус. Или се избрани такви луѓе кои им е важно да крадат, да лажат и да ве продаваат. Македонија не е ваша собственост, му припаѓа на Господ Исус Христос и ќе одговарате еден ден за сето зло што сте го правеле врз овој народ. Но за жал Македонија нема духовна сила и водачи да повикаат кон Господ Исус Христос и во сила да кажат: бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Отстапи од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Да сте живи, здрави и благословени во името кое ви е дадено од Господ Исус Христос. Амин.